Од 2006 година до денес, откако на власт е ДПМН, цената на струјата е зголемена за околу 70%. Просечното годишно производство на елем во периодот 2007-2013 година е намалено за околу 7,5% во однос на периодот 2003-2006. Увозот на електрична енергија во истиот период е зголемен за над 60%. Ова јасно покажува дека некој наменски го намалува производството со цел да печали пари од увоз на струја. Вчера граѓаните слушнаа и што нуди ДПМН за воиднина. Очигледно недоговорено со Центарот за комуникации на владеачката партија, Регулаторната комисија за енергетика ни најави нови поскапувања на електричната енергија. Во вчерашната изјава, председателот на Регулаторната комисија изјави дека поскапувањето е неизбежно и дека се случило во сите земји. Тоа не е точно. Во Хрватска, например, цената на струјата за домаќинствата по либерализацијата на пазарот се намали. Дополнително сметаме дека Регулаторната комисија се уште може да превземе мерки со кои што ќе го целосно елиминира или барем намали ценовниот шок за граѓаните по либерализацијата на пазарот. Социјалдемократскиот сојуз нуди сосема нова политика во креирањето на енергетските политики во Македонија. Нудиме сосема нов концепт кој што во преден план ќе ги има граѓаните. СДСМ во својата програма има предвидено сет на мерки кои што не само што би ги зголемиле, туку напротив ќе ги намалат трошоците на граѓаните за електрична енергија. Дел од нив се ефтина викенд тарифа, односно ефтината струја да биде достапна за граѓаните не само во недела, туку во текот на целиот викенд. Секој ден граѓаните би добиле плюс дополнителни 2 часа ефтина електрична енергија. Само со овие две мерки, сумарно, граѓаните би добиле 34 часа неделно повеќе ефтина електрична енергија. Ќе ги субвенционираме и домаќинствата, вклучително и зградите, за изградба на фотоволтаични електрани со капацитет до 20 киловати во вредност од 20% од висината на инвестицијата. За произведената електрична енергија ќе важат посебни тарифи. Ова се само дел од мерките кои ги предвидува новата влада на Социјалдемократскиот сојуз веднаш во наредните избори. Благодарам, доколку имате некакви прашања, повелете. Да, повелете. Да, повелете. Значи, јавното обвинителство кажува дека се одблокирани се сметките на фирмата Актор и дека тие ќе го следат случајот, меѓутоа сега нема основа за покреnuње. Докажавме и покажавме дека 3,5 милиони евра во кеш се извлечени од сметките на Актор, пари на граѓаните, пари наменети за изградба на автопатот Демир Капија Смоквица. Сметаме дека предолго време и треба на власта за да открие во чии џепови завршиле овие 3,5 милиони евра во кеш. Парите се извадени од страна на странски државјани, не се пријавени дека се излезени од државата, што значи дека официјално парите се во Македонија. Владата или премногу долго време и треба за да знае во чии џепови завршиле овие пари, или можеби премногу добро знае во чии џепови завршиле 3,5 милиони евра во кеш од Актор. Изјавата на портпаролот на Европската комисија Петар Стано само ја потврдува цврстата определба на сите чинители, на сите нормални луѓе, дека во Македонија мора да се спроведе брза и јавна истрага во која што ќе се констатираат сите факти во однос на овој случај. Сметаме дека предолго време власта
манипулира со овој процес. Како ги толкувате владините ставови за анкетите, дека они само што не победира, дека би повторно победа за кандидат Ѓорѓи Иванов? Само ќе направам мали споредби со претходните изборни процеси во однос на анкетите, токму од овие институти што деновиве многу интензивно решија добиваат анкети. Значи, според Димитрија Чуповски или Павел Шатев, или кого сакате од овие институти, на парламентарните избори во 2008 година СДСМ требаше да изгуби со сооднос 3:1. На парламентарните избори во 2011 година СДСМ требаше да изгуби со 2:1 сооднос во гласовите. Денеска велат нешто сосема друго. Значи, бројките и во нивните анкети се многу повеќе во корист на СДСМ. Ако ги земеме предвид пропорциите од минатите години и сега, ние победуваме на овие парламентарни избори.